Европската унија од Македонија бара затворите да се празнат со дополнителна судска пракса која значи почеста примена на алтернативни судски мерки. Поголемата примена на алтернативните казни значи дека во казнениот систем, односно во државата, че има простор повеќе да се изрекуваат општо корисна работа и другите алтернативни казни кои се опфатени во закон за пробација, со тоа што би се довело до едно трајно намалување, трајно решение за непреполнување на затворскиот систем, кој што во моментот е преполнет. Дали тоа е една од основните причини или? Не, праксата во Европската унија и европјаните тоа го барат од нас во државата да ги воведеме тие принципи на казнување и е попрагматично, поевтино, подобра ресоциализација има на осудените лица и реинтеграција во средината на затврачање. Во вакви случаи најчесто во јавноста дискутабилни се критериумите и впечатокот дека некои селективно ја избегнуваат правдата. Во кој случај се одредуваат алтернативните мерки? Значи, алтернативните мерки се даваат најчесто за полесни кривични дела, тоа го предвидува и законодавецот, кога во случај не е потребно да биде изречена ефективна казна затвор, односно кога целта на казнувањето може да се постигне и со изрекување на алтернативна мерка условна осуда, односно со запретување со ефективна казна затвор, особено целта на казнувањето, кога не може да се постигне само со изрекување на условна осуда, законодавецот предвидел и други кривични санкции, односно условна осуда со заштитен надзор, во кои случаи сметам дека многу повеќе ќе се постигне целта на казнувањето. Европската унија од нас алтернативните мерки ги бара во поголем процент, но што точно носат позитивно? Значи, јас од моето лично искуство барем можам да кажам дека иако законот за пробација е донесен 2015 година, встапи во сила 2016, некако срамежливо да речам почна да се применува во текот на 2018-19 година. Јас барем за себе од 2019-20 година навака да немам скоро изречено обична условна осуда. Сите ми се скоро со заштитен надзор, нормално од случај до случај каква обврска треба да биде изречена и секојдневно добивам извештаи од пробацијската канцеларија кои што навистина ревносно се извршуваат својата работа, сакаат да работат и ефектот од така изречените санкции навистина е добар. Овие изјави се во контекст на денес одржаната во Штип тркалезна маса на тема поголема примена на алтернативните мерки, што е во рамките на проектот финансиран од Европската унија. Освен домашните, во дискусијата учество имаа и експерти и судии од Хрватска.